Меѓу два празника општина Пробиштип акцентот на работа го ставил на асфалтирање на улиците во градот и околните населени места. Ова денеска на одбележувањето на празникот на рударите, кој се одбележува и како празник на општината, го истакна првиот човек на градот Тони Тоневски. Со имплементацијата на огромен број проекти во текот на изминатите години, нашата општина повеќе не е истата. Речи си и да не остана неасфалтирана улица во градот. Прв пат, после неколку децении, граѓаните кои уредно си ги имаат подмирено своите обврски за комунален надомест, добија асфалт до своите домови. Градиме, инвестираме во сите области и во сите населени места за сите граѓани. Задоволен од постигнатото изминатава година е и поранешниот премиер Емил Димитриев. Пробиштип овие 8 години беше вистинско градилиште, значи овде се инвестира над 14 милиони евра финансиски средства кои што беа доделени од институции на владата по разни основи и Пробиштип веќе прераснал во еден од најубавите градови во Република Македонија. Исто така, задоволство ми беше вчера да ги видам рударите како расположено го слават годината, една година од рестартот на рудниците во кои лично си имам вложено и тоа што го гледав беше најдобра сатисфакција за мене. На денешната свечена седница градоначалникот им додели признанија и ваучери на најдобрите ученици, наставници и училишни спортски тимови. Ваквите признанија се дополнителна мотивација за училиштата непосредно пред стартот на учебната година. Ова учебна година сме исклучително задоволни ние како училиште, бидејќи освои сме многу први, втори и трети места на државните надпревари во Македонија и еден на меѓународен надпревар математика. Значи, вкупно 8 наставни предмети, вкупно ученици 34 зедоа награди, така да очекуваме наредната учебна година да го повториме овој многу голем успех. Секако горда сум денеска што сум дел од оваа манифестација и горда посебно на успесите на нашите ученици. Оваа година значи имавме, еве што и сами проследивте, имавме наградени ученици на меѓународни и државни надпревари, така да повеќе беа од областа оваа година на природните науки. Тоа е секако сатисфакција. Синоќа пак, како дел од прославата на празникот на градот, актерката Шенка Колозова беше прогласена за почесен граѓанин на Пробиштип. Има една позната мисла, не знам колку е вистина, дека Исус рекол најтешко е да бидеш пророк во своето родно место. Почесни граѓани. Ова е прекрасна замисла, која што се спроведува очигледно и да продолжи да се спроведува. Мислам тоа ќе биде поттик за многу луѓе да направат нешто многу во животот, за да ги запамети ако никој друг нивното родно место. Одбележувањето на празникот во Пробиштип завршува со концертот на Каролина Гочева на централниот плоштад.